Го подготвивме дневникот на Канал Плюс телевизија за 20 часот. Во продолжение следуваат актуелностите на денот, веднаш по кратката најава на дел од темите. Правородените бебиња во Беровското и Делчевското родилиште се трето и четврто дете во своите семејства. Расте бројот на многудетни семејства на крајниот исток. Беровско Ратево денес беше горд домакин на зимскиот карневал Ратевски бамбурци. Голем број учесници и бројната публика уживаа во карневалот, кој стана дел од европското карневалско семејство. На конкурсот за композиции на овогодишниот Макфест голем интерес има од композитори и пејачи од повеќе европски држави. Македонија за младите. Председателот на владеачката партија ВМРО-ДПМН Никола Груевски денес најави дел од проектите за младите од партиската програма. Отворањето нови работни места станува во фокусот, но ќе се обезбедат и бесплатна компјутерска и јазична обука, нови читални инвестиции во студентски домови. Младите се силата и енергијата на нашето време. Младите се нашата иднина и затоа се овие проекти, сите детално разработени и подготвени за спроведување, нагласи председателот Груевски. Првиот проект е бесплатен железнички викенд за млади до 27 години. Преку овој проект, младите до 27 години ќе имаат можност за добивање на бесплатен повратен билет со кој ќе може да го користат железничкиот сообраќај секоја прва и трета недела од месецот. Со овој проект, ВМРО-ДПМН има возможува на сите млади поголема мобилност и можност да посетат многу места во Република Македонија. Вториот проект, кој што денеска го објавувам, е можноста за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади лица до 29 години. Во насока на зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, млади лица до 29 години ќе имаат можност за посета на обуки за основни познавања на компјутерски вештини и странски јазици, со што ќе им се помогне на младите за стекнување на соодветни знаења потребни за воведување во работниот процес. Со оваа мерка им се помага на младите да се стекнат со вештини и знаења потребни и барани на пазарот на трудот. Третиот проект е наменет за студентите сместени во студентските домови, а тоа е проектот за изградба на перални и сушални во државните студентски домови. Низ нашата комуникација со студентите се судривме со овој значаен проблем, кој ни беше посочен од нивна страна и кој можеби и целокупната јавност, кој што можеби за целокупната јавност не е толку приоритетен. Но за над 6500 студенти присутни во домовите значи проблем за нивно функционирање, но и финансиски товар за нивните буџети. Четвртиот проект кој денес го објавувам е проектот за изградба на фитнес зони во 18 градови низ Република Македонија. Во насока на поддршка на спортскиот дух и промоција на спортот и спортските активности ќе бидат изградени фитнес зони во градските паркови на отворено во 18 градови во Република Македонија. Петиот проект, работејќи посветено на отворање на нови просторни капацитети, кои го помагаат процесот на студирање и образование. ВМРО-ДПМН предвидува отворање на нови читални во Струмица, Велес и Аеродром. Министерството за образование и наука, кој ќе го спроведува проектот, ќе обезбеди работа на читалните секој ден од неделата, а ќе имаат капацитет од 100 до 150 места и 10 компјутери кои ќе бидат на располагање за корисниците на читалната. Продолжуваме со локалните актуелности. Општина Штипи оваа година планира да продолжи со интензивна обнова на локалната патна инфраструктура. До пролет, кога ќе започнат градежните зафати, треба да завршат сите тендерски постапки. До сега се завршени 5 тендерски постапки, а во тек се уште 10. Минатата година штипјани ќе ја паметат по големата градежна активност.
Интензивно се работеше на повеќе улици низ градот, при градските населби, а беше асфалтирана и сообраќајницата на излезот од Штип до кампус 4 на УГД. Одговорните за јавни набавки ги завршија постапките за асфалтирање на пат до село Сувогрло, асфалтирање на улица во Дузлачки рид, улица во населба Балканска, обнова на асфалт на дел од постоечка улица во населба Блок 2000 до крак кон населба Света Недела и обнова на асфалт на дел од улица Партизанска, односно кракот од сообраќајницата кој поминува покрај Дом на млади до автобуската станица. Општина Штип и оваа година има за цел да продолжи интензивно со обнова на локалната патна инфраструктура. Се очекува до пролет, кога ќе започнат градежните зафати да биде завршена тендерската постапка за неколку улици, сообраќајници, како и пристап до руралните средини. Во тек се неколку тендерски постапки кои се очекува наскоро да завршат, а тоа се асфалтирање на дел од улица Косовска, потоа на дел од улица во село Врсаково, дел од улици во Чардаклија, потоа асфалтирање на улици во Карарман од крак 1 до крак 14, асфалтирање на крак 1 до 5 во населба Железничка, потоа на дел од улици во место викано Мерите, обнова на асфалтна дел од постоечката улица 11 и Конгрес во населба Баби и на крајот асфалтирање на крак од 1 до 5 на улица Широк дол. Колку за подсетување, општина Штип минатата година асфалтираше над 40 улици, за кои од буџетот на општината беа одвоени над 1,5 милиони евра и дополнителни државни средства за асфалтирање на патни правци до руралните средини. Советот на општина Виница ја одржа 36-та редовна, инаку прва во 2016 година редовна седница. На седницата се разговараше за повеќе важни точки, забелешки и проблеми за кои се очекуваат решенија во претстојниот период. Општина Виница мора да работи на изнаоѓање на долгорочни сообраќајни решенија за најфреквентните места во градот. Граѓаните секојдневно реагираат на непрописно паркирање, на несоодветна сообраќајна сигнализација, на гужви во сообраќајот. Советот во неколку наврати расправа и дава конкретни предлози, но реализација од надлежните нема, беше констатацијата на мнозинството советници денес. За таа цел во вторник е закажан вореден состанок на представници од Советот со сите повикани органи во изнаоѓање на практични и реално остварливи решенија кои во пракса треба веднаш да бидат применливи. По кој знае кој пат се актуализираше проблемот со водата од селските водоводи во рамките на програмата за заштита на населението од заразни болести во 2016-та. Директорот на комуналното претпријатие со констатација дека проблемот се одолговлекува заради нецелосното преземање на селските водоводи од местните заедници кои не ја хлорираат водата соодветно. Меѓутоа, според него, решенија се бараат и се наоѓаат, но во прашање е недостиг од технички и финансиски ресурси, вели Спасовски. Советот со повеќе забелешки околу ефектот од прскањето против комарци го прифати стручното мислење за спроведување на превентивна дезинсекција во 2016, според која се планирани средства во висина од 880.000 денари само за третирање на комарци и 105.000 денари за општа дератизација. Советниците денес упатија повеќе забелешки околу комуналното одржување на градот, побараа решение за хаварисаните возила кои се грда слика по улиците, но и посоодветно уредување на централните делови од градот. Извештајот за работа на комуналното претпријатие Солидарност помина со поддршка од 9 гласа. Пожарникарите нема да го начекаат најавеното зголемување на вредноста на бодот. Планираните дотации за 2016-та за сега остануваат исти како и во 2015-та. Со мнозинска поддршка денес беа изгласани извештаите за работа на библиотеката Ванчо Прке, на комуналното претпријатие Кале од Блатец, на Домот на културата Тоша Арсов, како и на јавното претпријатие Винспорт. Два автомобили рано утринава се опожарени во Штипско Ново село. Интервенираше против пожарната единица, а на лице место излезе и полицијата. Повредени нема, причината е голема материјална штета, а причините за пожарот доправо ќе се утврдуваат. Канал Плюс утринава беше на местото на настанот. Пожар пеплоса два автомобила. Утринава околу 5:10 часот во Штип на улица Никола Карев во Штипско Ново село гореа два автомобила марка Ауди А4, собственост на 26 годишниот ПМ од Штип, и Фиат Браво во собственост на ДЈ 36 години, исто така од Штип, и двете возила со штипски регистарски ознаки.
Жителите од Чевици од улицата Никола Карев велат среќа што нема жртви. И по ништо ко станаме, пламен имаше до горе до жиците. По колку часот? Това и комшијата не викна, не излеземе 5 сато беше. И стана дето нашата тргна, че ја запалеше и нашата. И нашата тргна и вода, дојде пожарната, изгасија, дојде полиција тука и тоа. Што да правиме? Друго нема излаз, нели? Што мислите, што е причината? И од дека да знаеме што е причината. Тоа не знаеме што е причина. Тоа си е што да правиме. Ајде, мал ѓавол е во. Нека се збие на колите, што да правиме? Нема жртва, најубаво е тоа, другото не е важно. Околу 5:35 часот интервенираше територијалната противпожарна единица. Со навремената интервенција пожарот бил локализиран, а заедно со локалните жители од пожар се спасиле другите автомобили паркирани близу опожарените. На лице место излезено едно возило со 4 пожарникари. Пожарот е локализиран и изгаснат, зафатени се 2 возила, а е спречена поголема материјална штета, да не ги зафати и околните возила. По завршената интервенција на Штипската пожарна извршен е и увид од страна на СВР Штип. Неофицијално, можна причина е неисправната инсталација, а исклучена опцијата дека се работи за подметнат пожар. Причината е голема материјална штета. Причините за пожарот доправа ќе се утврдуваат. Долга е листата на проекти на кои ќе се фокусира Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев оваа година. Дел од проектите се традиционални и поголем дел се финансирани од страна на Министерството за култура. Наредната недела ќе има саем на македонска книжевност по повод раѓањето на Гоце Делчев, а ќе следуваат проекти од национален интерес. Во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип започнаа подготовките за реализирање на сите предвидени активности, одобрени од Министерството за култура, но и проекти кои традиционално се реализираат во изминатите години. Предвидени се инвестиции за обнова на универзитетската читална, која интензивно се користи од страна на студентите. Од она што е поддржано од Министерството за култура се издвојуваат проекти од национален интерес. Станува збор за проектите Нокс со Андерсон, што ќе се реализира во текот на април месец. Проект што традиционално се одржува веќе неколку години. Неговата реализација ќе биде секако и оваа година. Понатаму проектот Книга до инвалидизирани лица, што исто така успешно се спроведува минатите години. Понатаму следува проектот Обука за библиотекари, на тој начин што нашата тенденција за доквалификација на сите кадри ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура. Следуваат и меѓуопштински конкурси, меѓуопштински надпревари. Тоа едниот е меѓуопштински надпревар за млади библиотекари, а вториот е меѓуопштински конкурс за краток расказ и за поезија, кој што ќе се реализира по повод Светскиот ден на книгата и авторските права. И секако активности поврзани со промоција на книгата, и тоа како на новата продукција, така и на книгите кои што се проект на владата на Република Македонија. Исто така одобрени се и проекти кои се однесуваат на меѓународната соработка на Штипската библиотека со библиотеки од соседните држави, а исто така ќе се промовира и сопствената продукција во рамки на издавачката дејност на Националната установа Универзитетска библиотека Штип. Поддржан е проектот со наслов Заеднички искуства од сродни проекти отвораат врата за европски проекти. Овој проект го реализираат Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип, заедно со библиотеката од Јагодина, Република Србија, на тој начин што ќе работиме на заедничко представување на двете книжевности, тоа како македонската, така и српската истовремено, и при сето тоа ќе правиме промоција секако на нашата ново откупена продукција, на нашата издавачка дејност и воедно на книгите што се проект на владата. Во рамки на програмата за реализација на проекти и активности кои се изготвени од раководството на библиотеката веќе од наредната недела, односно на 3, 4 и 5 февруари, по повод роденденот на Гоце Делчев, ќе се организира саем на 130 тома македонска книжевност во македонска и англиска верзија. Сите љубители на пишаниот збор во текот на овие 3 дена ќе може да се обезбедат со книги по унифицирана символична цена од 157 денари. Малиот Јован е трето дете во семејството Јовевски, а прво дете родено во Делческото породилиште. Градоначалникот Дарко Шехтански денес ги посети мајката и новороденчето. Ако се земе дека првото дете родено во Беровското породилиште е четврто дете во семејството Николови, а првороденото во Делчево е трето дете во семејството Јовевски, ова е потврда дека се повеќе семејства од крајниот исток се одлучуваат за трето и четврто дете.
Со трето родено дете во семејството Јовевски, општина Делчево ја започнува новата 2016 година. Малиот Јован, трето дете на убавка и Зоки, е првото родено дете во Делчевското породилиште. Се роди на 18 јануари, тешко е 3 кг и 800 грама и долго 50 сантиметри. Мајката пресрекна за својата трета рожба. Јас сум убавка Јовевска, имам 31 година. Ова ми е трето поред дете. И чувството е прекрасно да станеш родител. А трето дете највеќе. Имам синче прво, второто ми е керкичка и ова ми е синче, Јован. И пресрекна сум. За мајката и таткото радост во семејството, за братчето Александар и сестричката Лара ново другарче, а за општината вест која ветува зголемување на природниот прираст на наталитетот. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански денес во породилиштето во Делчево ги посети мајката и новороденчето и традиционално за првото дете родено во новата година подари поклон парична вредност од 10.000 денари. Срекна веста што е ова трето дете во фамилијата Јовевски и ние можеме да им посакаме уште на многу брачни парови од општина Делчево да добијат трето дете, па некои први, некои во текот на истата година. Сето тоа во полза на зголемување на вкупниот број на родени деца, што би значило и зголемување на наталитетот во општина Делчево. Како причина што оваа година првото дете се роди доцна во втората половина на месец јануари е тоа што голем број на мајки се препраќаат во клиничките центри во Штип или Скопје поради недостаток на операциона сала во Делчевското породилиште. Минатата година се роди на Бојчик, еве оваа година се роди ден пред Богојавление. Причината зошто се раѓаат повеќе на страна во другите центри е таа што ние немаме операциона сала, инаку нашето акушерско оделение се функционира, ние имаме договор со двајцата матични гинеколози склучено и при секое породување тие си го водат породувањето, имаме склучено договори со приватна здравствена установа на доктор педијатар кој што ги гледа бебињата кои што тука се раѓаат. Меѓутоа и самите бремени жени се изразуваат желба да раѓаат во медицинските центри од причини што ние немаме операциона сала, немаме анестезиолог. Тука бев со другите две и ова третото се како што требаше и сакав тука и си останав тука. И сум пресрекна и сум задоволна од сите тука што се. Значи и од доктори, од сестри, од акушерки, од сите сум задоволна. 2015 година во Делчево се родиле 120 бебиња, од кои само 31 во Делчевското породилиште. Екстремно ниските утрински температури влијаат врз здравјето на граѓаните. Опасност доаѓа и од снегот и мразот, но здравствените тегоби може да ги имаме и после долготрајните зимски празнувања. Помали оброци, повеќе здрава храна и зголемена физичка активност препорачуваат лекарите на сите оние кои после многобројните празници имаат некакви здравствени тегоби или вишок килограми. Ги поминавме празничните денови каде буквално преку еден ден за се нешто се готви и прославува. Вистинско време организмот да се исчисти од прекумереното внесување на мрсна и калорична храна. Режимот на исхрана е најсигурниот детоксикатор, советуваат лекарите. Ние во нашите препораки советуваме да нема пријадување и да нема прекумерно консумирање на алкохол, меѓутоа очигледно тоа се случува. За оние на кои им се случило препорачуваме да се вратат на нормалниот ритам на исхрана, да намалат количината на исхрана, да ги зголемат физичките активности и во исхрана да користат многу течности и намирници богати со природни витамини и минерали од типот на овошје и зеленчуци, меѓутоа да внимаваат на калоричните овошје посебно, да не бидат во голема количина. Што се однесува до наглото слабење кој што е популарно кај понижниот пол, трката за добар изглед и естетика, поготово кај младите, ги тера да земат капсули, прашоци и други продукти со цел да се добие брз ефект за посакуваната тишина, без да размислат дека од нив може да дојде до нарушување на здравствената состојба. Лекарите советуваат да не се слабе преку препарати. Најдобар начин, а секако и
здрав начин на слабење е режимот на исхрана. Диетите не се докажа начин на дека се бенефит за здравието и дека се добриот начин на действување на телесната тежина. Ние препорачуваме стил на животот постојан да биде правилен и тоа е единствена правилна диета под наводници или на режим на исхрана. Другите брзи диети, кампањските, не ги одобруваме, ретко ги одобруваме, освен ако нема некоја конкретна причина, затоа штетите може да бидат од нив. Често се случува да се добие контраефект по престанок на употребата на разни препарати за слабење, а тоа е и добивање плюс килограми повеќе од претходната телесна тежина. Вештачкото слабење е непрепорачливо. Беровското село Ратево денес беше домакин на голем број учесници во зимскиот Малешевски карневал Ратевски бамбурци. Годинава учество зедоа карневалски групи од 6 балкански земји и 10 групи од Македонија. Берово и годинава ја продолжи традицијата на Малешевскиот карневал Ратевски бамбурци. За прв пат откако карневалот влезе на мапата на меѓународни карневали. Маските кои годинава ги имаше од многу краишта од и надвор од државата го воодушевија заменик председателот на Меѓународната карневалска асоциација. И она што се посебно ме радува е тоа да Она што посебно ме радува за Беровскиот карневал Ратевски бамбурци е тоа што многу давате на етнолошкиот елемент во карневалот и тоа што настапувате на другите карневали ширум светот. Инаку годинава сум задоволен од маските кои што ги има од многу различни градови. За Ратево и општината Беров ова е настан кој тоа како придонесува за развој на туризмот. Само со такви настани можеме да се зближиме, да се сплотиме, да си размениме позитивни мислења. Во иднина повторно ќе потенцирам, ќе продолжиме и понатаму како локална самоуправа таквата манифестација Ратевски карневал бамбурци кој се одржува секогаш на 20 јануар ќе биде силно поддржуван од нас. Овој ден се трча по селските улици, девојчињата се гонат, потоа се собираат тука сите на мегданот, сите заедно играат оро и еве на крајот прерасна во со европски карактер. Сега време се организирате така? 9 години со европски карактер, иначе многу години, многу векови. Инаку над 20 поединечни групни маски продефилираа на сред село, а меѓу нив и маски од Кавадарци, Струмица и бугарските градови Русе и Перник. А пак участваме с обичајот Джамал. Тоа е едно митично животно. Ние на денешниот карневал учествуваме со обичајот Джамал, митолошко животно кое ги тера злите духови. Инаку многу сме задоволни што сме дел од оваа вековна традиција. И ние од Перник учествуваме веќе многу години во Беровско Ратево. Овде се предава традицијата од поколение на поколение. Се прават од малки на поколение. Ова маска ги брка злите духови, оде од куќа во куќа, така да домаќините ги даруваат сите џоломари, му даваат кој што има. Од тука сме си од Ратево, иначе учествуваме активно задните 20 години. Што за вас значи оваа традиција Ратевски бамбурци? Па това значи поддржување на нешто што е вековито, што е старо, што е древно. А црнењето или обележувањето на лицето со црна трака е знак на здравје. Гостите кои дојдоа од сите краишта на државата се повеќе од задоволни што малешевската традиција и годинава продолжи. Кога се после богојавлението, кога се Бог јавува, за да иде на чист терен, идат ваквите, да речем, бамбурци, кои го чистат и ги плашат злите дуови. И затоа ова го имаме, како да кажем, израз на својата душа, на својот менталитет. Покажуваме на тој начин добродошли во наше село и на тој начин ги пречекуваме. За најдобрите 5 поединечни и групни маски организаторот, местната заедница на село Ратево, обезбеди награди, а сите учесници во карневалот Ратевски бамбурци добија благодарници за своето учество. Карневалот и годинава беше поддржан од општината Берово. Маквест годинава со меѓународен признак. Од досегашната заинтересираност на распишаниот конкурс забележлив е интересот на голем број композитори и пејачи од повеќе европски држави. Неизбежно ќе е учеството на повеќе македонски композитори и изведувачи кои повеќе години не учествувале. Веќе пристигнале над 70, што е многу повеќе од потребните 30 на композиции за учество на фестивалот. Конкурсот за пријавување учество на годинешново издание на Макфест првично траеше до 10 јануари, но поради празниците рокот е продолжен до денес. По селекцијата, новиот уметнички директор Љупчо Мирковски и дел од организацијскиот одбор на Макфест, учесниците ќе ги најават во текот на наредната недела.
Селекционата комисија ќе има обемна работа, бидејќи од над 70 пристигнати пликоа ќе треба да избера 30 на композиции кои ќе ги слушнеме на 31-то издание на Макфест. Дека не очекува квалитетно издание на овој престижен македонски фестивал на забавна музика, говори фактот дека постои голема заинтересираност на голем број етаблирани пејачи од неколку европски држави, со што ќе се врати некогашниот сјај на Штипскиот музички фестивал. Ќе оставам на уметничкиот директор тоа да го направи веројатно за една недела кога веќе селекцијата ќе биде направена. Некаде од Ирска, Шпанија, Израел, Австрија, Хрватска, Малта, че ќе имаме уметници кои што рамноправно ќе се судрат на Мегдан со нашите уметници, односно со нашите пејачи, од секој што давало квалитет, конкуренцијата, од секој што давало различни искуства, со оглед на тоа дека доаѓаат од други држави и се представници на други држави, значи како селекција, мислам дека ќе имаме добар фестивал. Освен звучни европски пејачки имиња, интерес за учество на Макфест годинава покажуваат и етаблирани македонски композитори, текстописци и пејачи, кои неколку години наназад ги немавме слушнато и видено на сцената на Макфест. Со оглед на фактот дека се слушнав со некои луѓе кои што 3-4 години воопшто не конкурирале на Макфест, не биле присутни на Макфест, тоа покажува или укажува, влева надеж дека тие имиња се враќаат. Речеме, ние го немавме Ристо Самарджиев, човек кој што 6 пати победил на Макфест, го немавме последните 3 години. Сега, веројатно ќе го имаме, затоа што се интересираше до кога е, како е, да пратам, ќе стигнам ли, ќе нема ли да стигнам и така натаму. Джокси се јавуваат композитори кои што одамна ги немало. Мене ме радува што и штипските автори се разбудија повторно. Имаме од секаде. Значи, цела Македонија. И годинава Макфест е финансиски поддржан од Министерството за култура како проект од национален интерес. Веќе ги има резултатите од конкурсот за поддршка на национални проекти од Министерството за култура и фестивалот повторно ќе биде поддржан од највисоко ниво. Тоа значи дека продолжуваме стабилно, веќе сме сигурни финансиски, општината и Министерството за култура ќе можат да го реализираат 31-то издание на фестивалот на музика Макфест. Макфест и оваа година ќе се организира на почетокот на јуни, односно 2, 3 и 4 јуни. Американската сурова нафта го достигна новото најниско ниво за последните 12 години и паѓа под прагот од $28, соопшти агенцијата France Press. Цената падна до $27,92 за барел, пошто малку се зголеми во азиската електронска сесија. За последен пат американскиот лесна сурова нафта имала цена под $28 за барел во септември 2003 година. Меѓународната агенција за енергетика изрази очекување во својот месечен извештај за нафтениот пазар дека цените на нафтата се очекува да паднат уште оваа година, затоа што понудата значително ја надминува побарувањето. Враќањето на Иран на пазарот е една од главните причини за континуираното намалување на цените, но во голема мера се уште не е забележано целосно како фактор. Унгарија е подготвена уште утре да подигне ограда по границата со Романија ако мигрантите се пренасочат кон таа маршрута, наместо да минуваат преку Хрватска, изјави унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сијарто. Јужните граници на Европа остануваат широко отворени за приливот на стотици илјади имигранти од Блискиот Исток и Африка, што ја става под знак прашалник иднината на Шенген системот на отворени внатрешни граници на Европската Унија, рече Сијарто. Тој истакна дека за запирање на приливот на имигранти по морските граници на Грција се неопходни илјадници полицајци и војници од заедничките европски сили. Ако Грција не сака да учествува во тоа решение, ќе треба да разговараме со бугарите и македонците. Постои голема веројатност јужната граница на шенгенското пространство да стане како северната граница на Грција со Бугарија и Македонија, вели шефот на унгарската дипломатија. Сличен став изрази и чешкиот премиер Богуслав Соботка, според кој Европската Унија треба да располага со резервен систем за гранична контрола во случај миграцијата да не биде совладана во Турција и во Грција.
Околу 2500 учесници од над 100 земји, меѓу кои 40 шефови на држави, ќе учествуваат на Светскиот економски форум што почнува денес во Давос, Швајцарија. Оваа година темата е совладување на четвртата индустријска револуција предизвикана од брзите и масовни иновации во областите како роботиката, беспилотните летала, 3D печатење и биотехнологии. Основачот на Светскиот економски форум Клаус Шваб одбележа неколку основни прашања определени за овагодишната средба. Едно од нив е причината за бегалската криза. Друг факт е дека 62 најбогати луѓе на земјата поседуваат толку колку посиромашната половина од човештвото. Средбата се одржува на 1560 метри надморска височина во Давос. Се очекува околу 5000 војници, полицајци да го безбедуваат градот со 11.000 жители. Во Давос нема да дојдат председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама, на Русија Владимир Путин, а форумот оваа година ќе го пропушти и германската канцеларка Ангела Меркел. Над 250 новинари ќе го следат овогодишниот бизнис форум. Најдобриот тенисер на АТП листата Новак Џоковиќ е обвинет од страна на италијанските и француските медиуми дека наместил надпревар во 2007 година, а се работи за Мастерс турнирот во Париз. Наводно Џоковиќ намерно изгубил од домашниот тенисер Фабрис Санторо, кога иако важеше за фаворит, загуби со 0-2 во сетови, а причина за поразот не била обложувачка мафија, туку за тој да има простор за да се подготвува за турнирот во Шангај. Џоковиќ со остар демант на ваквите обвиненија изјави: "Секогаш ќе има такви обвинувања, поготово сега, кога е актуелна темата за тенискиот скандал. Немам што друго да кажам, се е кажано пред неколку дена, ама накратко ќе повторам. Јас немам наместено надпревар во мојата кариера, ниту планирам да го направам тоа. Се додека некој не излезе со цврсти докази за тоа, се ќе биде во рамки на шпекулацијата." Бомбата која пред неколку дена ја објави BBC стави под истрага дури 28 тенисери за наводно местење на надпревари. Покрај Џоковиќ, обвинети за местење утрово беа и Николај Давиденко и Васалјо Аргуелјо, кои на турнир во 2007 во Сопот наводно наместиле надпревар за италијанска обложувачка мафија. Фудбалската звезда Лионел Меси отфрли секоја можност да игра за друг европски клуб, нагласувајќи дека до крајот на кариерата ќе игра само во Барселона, иако низ медиумите струи информацијата за големата заинтересираност и богати понуди од повеќе клубови, меѓу кои Манчестер Сити и ПСЖ. Никогаш нема да играм во друг европски клуб, но можно е да ја завршам кариерата во Аргентина. Сакам да играм во мојата татковина. Се може да се случи во иднина, но мојата желба да останам во Барселона е огромна, изјави Меси во интервју за Франс Футбал. Последните 2 златни топки заслужено заминаа во рацете на Роналдо. Доколку во иднина освојам уште некоја златна топка, ќе бидам многу среќен, ќе биде добре дојдена. Меѓутоа не сум опседнат со индивидуалните трофеи. Многу поважни ми се колективните, изјави Лионел Меси. Со спортските вести го завршуваме и ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен остаток од вечерта со програмата на Канал Плюс.